Затворениот базен во Штип, како и големиот затворен базен во Охрид се под ревизија, истакна министерот за спорт Борко Ристовски, кој додава дека по завршувањето на ревизијата, сепак истите ќе бидат завршени, односно ќе бидат доградени. Сите оние базени кои што се почнати, вклучувајќи го и големиот базен во Охрид, морам да напоменам дека се под ревизија, затоа што ја не би сакал како човек кој што доаѓа на пола од работите, не се ни пола завршени, се околу скоро сите базени околу 20% изградени, 20 до 30 највеќе, така да ја можам да најавам дека ќе се направи комплетна ревизија, па потоа да можеме да донесуваме одлука, да направиме линија што е сработено, дали е сработено правилно, дали е сработено по законите, потоа ќе ги донесеме одлуките, меѓутоа нешто што е почнато не може да го вратиме назад, ќе го завршиме, меѓутоа морам да напоменам уште еднаш дека се тоа ќе го направиме по завршувањето на ревизија. Изјава. Камен темелникот на затворениот базен во Штип беше поставен во февруари 2020 година, а од тогаш изградбата тапка во место. Како што истакна министерот Ристовски, по завршувањето на целосната ревизија ќе се утврди што е сработено и колку е сработено, но додава дека тоа што е започнато ќе се заврши. Штип има млади и успешни пливачи кои поради немањето на затворен базен во зимскиот период од годината мораат да тренираат во Скопје. Со добивањето на затворениот базен во Штип, значително ќе се зголеми интересот за триатлонот како спорт.